Да, добар ден, почитувани гледачи. Време е за втората контактна емисија Очи во очи. Јас сум Зоран Димовски и денеска ќе говориме на една многу важна тема за граѓаните околу нивниот животен стандард. Знаеме каков е на поголем дел од населението во Македонија, каков е животниот стандард со оглед на големите поскапувања, особено на храната во маркетите, меѓутоа и на услугите, и на другите добра во државата, по војната во Иран, меѓутоа и по војната во Израел, а претходно предходеше и кризата во Украина, односно војниот конфликт во Украина по агресијата на Русија, меѓутоа претходно предходеше и корона криза, така да овие 5-6 години на вистина стандардот на граѓаните пред се поради надворешни влијанија, меѓутоа и поради нашата состојба во која што сме и нашата кревка економија, граѓаните со стандардот одат се подолу, затоа што кога имаме големи надворешни влијанија, сите кревки економии како македонската се навистина осетливи, а тоа се почувствува и со животниот стандард на граѓаните. Тоа не е како лаички мои информации или пак информации за кои говори постојано народот и се жали пред медиумите, во емисиите, воопшто секаде. Ова информација денеска излезе и од престижниот Евростат, каде што кажа дека Македонија има најнизок животен стандард во Европа. Сега тука накратко само ќе ги објавам информациите кои што ги објави Евростат. Вели дека според податоци што ги објави Евростат, Македонија минатата година имала најнизок животен стандард меѓу европските земји. Индексот на Македонија изнесува 49,7, при што просекот на Европската Унија е поставен на 100. Замислете колку сме споредбено со земјите од Европската Унија, речиси двојно на пониско ниво. Тоа значи дека реалната потрошувачка по жител во земјата е неколу половина од просекот на Европската Унија, што го позиционира македонскиот животен стандард на последно место во споредбата. Значи, ова не е споредба само со земјите кои што се дел од европското семејство. Податоците покажуваат дека пред Македонија се наоѓаат Турција, Босна и Херцеговина, Црнагора, Србија и Албанија, што ја прави земјата Македонија со најниска реална индивидуална потрошувачка во Европа. Според ова мерење, но се потенцира дека ова се проценети податоци за Македонија. Инаку, ова информација, откако излезе, беше и условно кажано добар повод да имаме и политички препокувања помеѓу власта и опозицијата во македонското собрание. Значи, говориме за економска тема, телефонските линии се отворени, 2 минути за секој од вас во однос на како живеат македонските граѓани, во однос на последните податоци кои што ги објави Евростат, Македонија со најнизок животен стандард во Европа. Може да го вклучиме првиот гледач. Ало? Добар ден, повелете. Се слушаме, не? Одлично се слушаме. Говорете. Благодарам, вака. Прво, добра е ова тема што ја поставивте и ми се чини дека требаше одамна да се постави, затоа што ги слушаме нашите политичари, секој ден сме трети во, пети во, не знам каде сме, ама никогаш не кажуваат со колку пари живееме, со кои финансии располагаме ние како граѓани на оваа сиромашка држава. Ја ќе се сложам дека е сето тоа така, кога би минималниот личен доход, би бил нејде околу 50.000, просечниот доход кој би бил нејде околу 90.000, кошничката да не биде повеќе од 1.100 евра, и тогаш да можам јас од личниот доход да можам да не одам да побарам кредит, да обстанам, да не морам да земам кредит да одам на одмор. Во овие години, за 15-20 години, нашите граѓани е прашање колку од нив одат на одмор. И одат на одмор, они што имат над 1000 евра плата, тие што можат да одвојат, тие што можат да таглат, што се вика сето тоа, ама оној кој што зема минимална плата, минимален личен доход, нека 27.000 денари, или оние кои што земаат негде до 30.000 денари, тие ниеден не размислува да отиде ни до Охрид, ма на еден викенд да направат.
а цела година работат, трамбаат, што се вика со еден збор, го трошат времето, му стварат духов на собственикот на фирмата, на фабриката, а за работникот ништо не останува. И уште да речеме се палат, ние платиме се и ова. Досега која цена ја вратиле назад, затоа што е премногу високо поскапено. Која фирма е затворена затоа што не ги почитува правата на цените да бидат нормални како што треба. Се е тоа, Так, благодарам. Еве како што кажав и на почетокот на самата најава околу животниот стандард имаше и остри реакции, жестока дебата во Македонското собрание помеѓу првиот човек на опозицијата Филипче и првиот човек на власта, премиерот и председател на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. Инаку Мицкоски на денешната собраниска седница одговори на пратеничкото прашање од лидерот на СДСМ Филипче, при што ги спореди економските показатели од периодот на владата на СДСМ и ДУИ со актуелните резултати. Тој истакна дека инфлацијата е значително намалена, додека растот на платите, пензиите и бруто домашниот производ според него е побрз отколку во претходниот владин мандат. Мицкоски посочи дека инфлацијата во јуни 2026 година изнесувала 3,4%, додека во истиот месец, меѓутоа пред 4 години, во 2022 година достигнувала 14,7%. Тука го цитира Мицкоски, вели: во јуни 2022 година Македонија беше 8 по висина на инфлацијата меѓу 12 држави во регионот, а денес ја делиме третата позиција со Албанија со инфлација од 3,4%. Тоа се факти, рече премиерот. Еве едно објаснување и, ајде да не речем оправдување во однос на поразителните резултати кои што денеска ги објави Евростарт, каде што информациите нивни говорат според проценките анализите кои што ги прават, а кои што нели се надевам се согласувате, се веродостојни дека Македонија има најнизок животен стандард во Европа. Ова беа и одговорите на премиерот во однос на тоа. Може да го вклучиме вториот гледач. Ало. Ало, добар ден, повелете. Браво. Како бе така за трета економија во Европа, пета у свет, вакви муабети ова? Кој ги избори овие инсинуации, лаги, клевети? Кај може ВМРО сега власт заедно со ВЈЕМ? Они сега развалјуваат, човече направија економски бум на планетава Земја. Сега ќе ги напаѓа некоја тамо Евростат. Ќе каже дека државата ни била у колапс. Па што сакаме ние бе? У време 22 година имало гледаш инфлација од 14%. Па добро 14%, ама платите раснеа паралелно со инфлацијата на еврото. Што значи дека како беше инфлацијата во Европа, така и кај нас беше. А сега имаме најевтино гориво. Се бориме цело време да имаме најниски цени. Сакаме да направиме нова Бугарија на Балканот овдека. Ние на времето у Бугарија идевме на Гага. Моите генерации знаат. Идевме таму, јадевме, пиевме, што не правевме, да не набрајам. За џабе. Така да сега ќе почнат и тука комшиите да доаѓаат, да јадат, да пијат за џабе, гориво да се става за џабе. А сега плати нема, накачување пензии нема, па ќе се жалиме ова ние, тоа ние. Не, трета економија во свет. И сега мораме да издржиме. Еве да речеме, овие патриоти што гласаат, овие што се тие 300.000 колку се, што се машинеријата гласачка, пак да си ги гласаат. Само ја пак ќе пожелам на овие што се абстиненти да гласаат, па макар да го уништат липчето. Ама да гласаат. Не мора за никого, уништи го липчето, гласај. За да го разбиеш тие 300.000, да ги разбиеш. Поздрав. Поздрав. Така еве, претходно прочитавме, односно пренесовме што кажа премиерот, ме тука ќе цитирам и што кажа лидерот на опозицијата од собраниската говорница во однос на животниот стандард на македонските граѓани. Вели, нема најави за зголемување на стандардот, нема најави за зголемување на платите, се порасна, сите цени се
зголемија освен платите. Тие стагнираат, се зголеми цената на парното, повторно се зголемија горивата, повторно нема мерки за помош на одредени категории граѓани, поскапе данокот на имот, се е поскапено, но платите стагнираат. Луѓето се на работ на екзистенцијата, рече лидерот на СДСМ Венко Филипче денеска од собраниската говорница за време на жестоките дебати, да не речам и кавги помеѓу него и првиот човек на владата Мицкоски. Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Од Кавале се јаво. Знам, повелете. Сега вака, Зоки, Македонија е аграрна земја. Ние даваме пари 2 милиарди за увоз на храна. И тоа Филипче да го каже. Каже една ден, тие еден олигарх го униши возарството во Македонија и земјоделието. Не сакам ни името да му го спомнам. Тие Филипче да го спомне, тоа е агрокомбинат од Текнеш, го уништи возарството во цела Македонија. Еден аргатин до 12 сатов 2000 динара зема. И затоа младите не сакат да работат, одат во Тоскано, берат домати и гројзе. Па, затоа и ова влада се одговорност. Значи, ова влада има мнозинство подхитно треба потекло на имотот. Кој тие светлојаре треба одна да го уасат? Тие 3 децени владее со агрокомбинатот Теквеш. Со чии имање он владее, од тачко му ли имањето го има. Е, тоа Филипче да го спомне. 2 милиарди даваме за увоз на храна и за тоа младите да пари не сакат да работат. Ова јасно да му биде на гледачите. Македонија е еден град народ од милион народ, милионски град направија. Значи, сепа иша Македонија и сели онај бандитот Груевски ќе отиде у Маđarска и посветно треба у Идризово да го осудат и одма узато со онај албанецот, како века, Груби. Значи, посхитно они у криминал, он 3 мандата водеше тие Груевски. Јас сум еден од остојвачи на ВМРО. Значи, такви ВМРО-ци ка Груевски не ни требат. Одно со Груби право. Измина времето. Добар ден, повелете. Ја ќе го свртам некако другче моабетно, пореално. Па, како претходниот Евростат дал дека Македонија е на најниско ниво на стандард во живот. Да. Па како мисли најнисок? Зошто не затворија фабрики, околните држави околу нас? Зошто турка платформи, не знам таму какви не алијанси? Сега, чија е алијансата? Јас се прашувам. Каде е зуницата што испаѓа? Они на таа алијанса мислат или положавот што ја прави она боја? Извинете вака, работат луѓево, а парите се малку. Зошто? Оној што ќе седне како водител сега, ти мораш да јадеш и да бидеш облечен, не можеш да бидеш водител и да зборувам со тебе. Кога темиве, испрашување, гледање на разни серии од други националности и тука некако се доваѓаше во заблуда и како истражно биро дојдовме до крајната дистанца сега. Значи, увидовме дека треба секој да си работи за она што научил да работи во животот. Ако сум јас или било кој, и ти како водител, сме родени овде. И овде имаме право на осигурување на се, а не Сава Тунав, не знам кој, а Македонија, па и албанци има македонци, не се тие од некоја друго животно изродени, па и турци има, и грци има, и бугари, и секакви има тука кај. Немој да се замесува народот многу, него темички само мобилно биронце, да рециклираме ѓубрето што си го фрламе. Да, секој од нас треба да придонесе за нешто подобро во државата. Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете, господине. Пред некој ден имавте тема како државата се грижи за својот имот, така? Така, да.
Така беше. А видовме како со транзицијата се грижише за својот имот. Се сеќавате на уништени фабрики, така? Се сеќавате на 250.000 народ стечени работници. Се сеќавам, сите се сеќаваме. Ето тоа е тој државниот имот. И денес сите бараме добар живот. Се заборави сето тоа. А ако се снимат филмови за криминалната транзиција, има коси да си корнат ни цел свет кога би го гледале, како ние самите го уништивме својот имот, својата економија. И сега барат на сите живот. Сега барат сите салами, кашкавали, сето тоа да биде во поевтина цена. А во тој период заборават дека кашкавал јадеа само на свадби и на парастос. Заборават. Се заборават. Сега пари дајте вели. Пари. А зошто како ќе најдите? Не е важно. Како што правеше СРСМ, земи кредити, подели пола по народа, пола укради. Абе важно ги креват пензите и платата. Абе чекај наш да спечалиме наше да поделиме. А не, остати тие работи. Ние дај ни ти мене пари, од кај ќе ги најдиш не е ни важно. Ето тоа е тоа. Затоа нас не уништува сето тоа, ти не можеме да го издржиме периодот, односно да ја платиме цената на криминалната транзиција и да почнеме нешто наше да делиме, нешто наше да направиме. Сега молиме странци да се смени се наше од знаме, од име, од сите работи да дојдат, за да инвестираат кај нас, да ни отворат фабрики, кои ние ги имавме тие фабрики. Нашите дедовци и татковци ги отворија тие фабрики, ние направивме мајтав со нив. Ама сега сите дајте стандард. Да, треба да сте живеј. Да смениме, да клеме бугарите во нашиот устав, за да ни дајале Европа пари, да ни отвореле фабрики. Имавме фабрики. Казната е ова. Благодарам. Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Господине Зоран. Поздрав до вас и поздрав до вашите гледачи на телевизија 24. Транзицијата се уште ја зборуваат, тоа беше приватизација, не беше чиста приватизација, тоа е преструктурирање во стопанството од планско на пазарно стопанство. И тука мора да има, и Чешка, сите социјалистички држави, само малце објаснување на господина. Темата не ја гледам, извинете вака на телопот, дали имате тема поставено? Дали кај во Има, да, Евростат објави дека Македонија е со најнизок живот. Па да зборуваме за сега, да зборуваме за пред 2 години, како Евростат кажува добро. Мислам, кажува тоа што го гледа, дека Македонија во овој момент има најниска плата и најмалку можности да купи, значи најслаба куповна моќ. Да, најслаба, значи најнизок животен стандард, ова се податоци последни, значи за минатата година. Не се мои податоци, тоа треба да го почитуваме, не да зборуваме за ако треба за таа приватизација, јас ќе кажам дека каде е Окта, која продае Окта, кој го продае Телеком, која продае Стопанска банка Скопје, која продае Цементара, значи ако го зборуваме за тоа, приватизација, па тоа го продаваа сите од ВМРО, значи да не одиме таму, да одиме сега што беше што од таа влада. Таа влада ти кажам од тоа време, Христијан Мицков чуден ми е човек. Премиер е. Меѓутоа, разликата прави сега и 2020 година и 21 и 22 кога се беше запрено, кога имаше полициски час, кога болниците беа преполни, кога работници на боледување, кога се не работеше, ни кафани, ни ресторани, ни хотели, ништо не работеше, а плата се даваше. Тоа беше најтешка криза во Македонија од кога јас знам. Благодарам. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Додека имаме ние вакви поддржавачи како претходните 20, едниот за другата партија криминална, другиот за втората партија криминална, тоа така ние ќе патиме граѓаните, народ, македонскиот народ, граѓани си патиме ние. Ова е вистината, затоа што се искажа 20-та, ако СДСМ за времето распиша конкурс за приватизација, а купесот беше кандидатите беа ДПМР, Сташо Мјелко, Груевски, да не збориме Даравелски, не знам кои тамо, па и Љупше Ѓурѓиевски, Окта и така натака. Се искажуваат кои се, само да слушате од двете спротивни страни, ќе ни бидете јасно на сите нас Македонија, од кого страјат, од кого пропаѓат. Ако ние овие 2 години си наслушавме дека
потрошачката кошничка расте секој месец беше 900.000 денари, 900.000 денари. На пензионерите им даде само 5.000, 7.000. Ако за 2 години секој месец по 800, нека не беше по 900, тие ќе беа 16.000. А пенсијата е позголемена за 5.000. И се, како сакаме да живееме, како сакаме се фалиме ни пензии подигнавне, плати подигнавне, кога плати не сакат премиерот со работниците да размислуваат. Кога работниците ги препуштат на газите да се договорат со газите. Дали ова во Македонија газите, фирмите за кого допринесуваат таму? Фирмите чии онаке добрини ги користат? Кој ги ослободува од некој даноси и така на така? Значи, пак заклучоките Мицкоски, еве само лажи, само тоа го кажува дека имаме сега најефтино гориво, не само нафта и ова безоловен, че лесно гориво. Во регионот имаде. Од кого? Поевтино Србија, од Хрватска, регионот. А ова друго што се кажа сега, трошоците како се еден од Полски имаше наш Македон. Благодарам. Значи, темата Евростат објави најнови податоци за заклучно минатата година, дека е Македонија со најнизок животен стандард во Европа според куповната моќ на граѓаните. Податоците говорат дека се работи за информација со тоа што според оваа престижна установа минатата година сме имале најнизок животен стандард меѓу европските земји, а индексот на Македонија изнесувал 49,7, при што просекот на Европската унија поставен на 100. Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Ви благодарам. Мене немаше потреба Евростат да ми каже, јас сметам дека Македонија е со најнизок животен стандард. Дали исклучи пак да проверам. Благодарам. Навистина немам потреба Евростат да ми каже, бидејќи јас сметам дека Македонија е со најнизок животен стандард во Европа. И точно е дека овие 35 години Македонија перманентно, систематски е крадена, ограбувана. И тоа е главната причина што ние имавме секогаш на раководни места неспособни партиски луѓе. Ретко кога некој е способен, а и тој кога ќе види или ќе плива со сите нив, или ќе изгуби работата. Така да престанавме и обичните работници да работиме како што треба. Јас претпоставувам, вие сте млади, само теорија сте чуле. Ние приватизацијата ја доживеавме. Нашите семејства ја доживеа, да не речам дека и моето семејство ја доживеа. Јас си го загубив и мојот сопруг, судејќи се 10 години по судници одеше. Дава во еден ден на 145 луѓе, на 200 луѓе отказ. Тоа беше нешто траума. Тоа е главната причина, а потоа сите понатаму. Но јас вчера се занимавав на друга таква листа за Европа и видов пак кои се граѓани најзадолжени во Европа. И не можев да си верувам на себе. Најзадолжени граѓани во Европа се граѓаните на Холандија. 95% се што поседуваат во Холандија е исклучиво на кредит и тоа на огромни долгорочни кредити со високи камати, што се вели прашање дали ќе ги исполнат можностите еден ден да ги отплатат тие. Додека ние имаме станови, куќи, домови, така да статистиката е релативна, зависи од кој аспект ја гледате. Така, благодарам. Да, оваа статистика се однесува, пак ја повторам, на реалната потрошувачка по жител во земјата и на, како што кажав, на околу половина од просекот на Европската Унија, што го позиционира македонскиот животен стандард на последно место во споредбата. Податоците, веќе повторам, пак покажува дека пред Македонија се многија Турција, Босна и Херцеговина, Албанија, како и Црна Гора и Србија, што ја прави земјата со најниска реална индивидуална потрошувачка во Европа според ова мерење. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав за телевизија 24 и поздрав за водителот и до сите гледачи. Благодарам. Па видите што е, ова не е од сега. Ова откако се Македонија усамостали, како почна транзиција со продавање на фирмите,
Јас се сеќам луѓе, многу луѓе од тад банка, кој беше Бранко Црвенковски, многу луѓе што им зема по милиони, по 2 милиона долари и било колку пари, се обесија. Не само што него се обесија луѓето. Знаеш, он ќе си ги земе парите. Ова наша држава, кој како дојде на власт, виде пари и заборава на све. Затоа народот страда. Еве да речеме конкретно, овие 7 години СДС, кој ја не бранам Вилмаро, помијал од кај стечеле колку пари. Јупчо Гргиевски направи транзиција, продаде рафинеријата. Сите се исти. Бог да се опрости Абди Бајрам, многу убаво викаше, ние на собрание се караме, а после јадеме, пиеме заедно у кафана. И затоа народот страда во Македонија, затоа има ваков стандард. Овие 7 години за достанат на власт, без да се државата ја дотера не на дното, него испод дното. Да имаше, ја да ми рече некој премиер, ја не се наваќам, зошто? Да имаш магично стапче, они се земаат кредити, што потрошија, ги украдува парите, од кај визи 500.000 долари пилички заедно, кај ви, кога ќе стичарите вие јас 500.000 долари? За пара, бе. А още колку имаат? Зашто не се бави? Како Филипче, да речеме, може во Европа нема доктор. Свака му част. Ама нема пари. Може да земе 5.000 евра од некој пациент. Не може да земе милионски суми евра. И затоа ни ова на нас народот пати. Не, сите се блади исти. Кој како дојде, ќе пара... Благодарам. Добар ден, повелете. Почитуван мал господине Зоране, добар ден, Диме. Добар ден. Вчерашната приметба кон мене ја прихваќам од срце. Затоа што по возраст сте ми чедо, така да кажам, си давам за право, ја оставам судот на нашиот однос, поготово вака како мојот, го оставам на вас младите. Затоа што очекувам дека иднината ќе си ја најдете овдека во оваа Македонија. Почитувам Зоране, слушате ме сега, внимателно. Јас нити Market Vision, нема што да го слушам, нити Super Market Vision, па ги прави овие листи и анкети, кој води во држава. Ама тоа воопште не ме засега, затоа што тоа е жива лага и интрига. А тоа е по налог на најголемиот интригаж во Македонија, а тоа е Мицкоски. Почитувам Зоране, пред неколку дена човек, некој го спомна, човек, за мене не човек, нити е премиер за мене, си даде за право опозицијата да ги нарече шизофреничари. Што не доживуваме од него? Па глодари, па хиени, па ќе ги влече за уво, знаеле каде ноќеваат тие што треба да ги казни. Очитувам, Зоране, не биде злато ништо од нас. Ние набрзо ќе имаме, а он лично да знае сето она што го применува од Вучич овдека, нема долго да му трае. Овдека има брканици по улици. И сега дали и он ќе биде бркан, не знам. Он мојата татковина ја нарече мочуриште, почитуван Зоране. Он ја направи стварно мојата татковина мочуриште. Ама во тоа мочуриште најголемиот алигатор тоа е он. Не изгодја сите во Македонија. Благодарам и пријатно. Благодарам. Добар ден, повелете. Ало? Ало, добар ден, повелете. Ве молиме, почекајте. Ало? Ало, добар ден, повелете, во програма сте, говорете. Се слушаме? Да, одлично се слушаме, повелете. Ајде да се прашаме како стандард барат работниците во Македонија. Кој стандард го барат? Фабриките кога работеа имаат стандард. Кога фабриките ги порушија, сега носат од надвор фабрики, тие фабрики само допринос на вработениот плаќаат. И со тој допринос држава ќе се гради. Здравствено, социјално што му се плаќа на работникот, тоа е чарот во државата. Ништо друго. Тие се дојдени, произведуваат и се изнесуваат надвор.
и доприносчето, и ние стандард бараме. Па немаме стручници, луѓе немаме способни. Јас во мојата фирма не дозволувам така да оди то. И па, што сакаме не се, што овие сега викат се бунат. Ајде да видиме кој колку работи. Бараме плати, бараме она. Ајде да се завртиме работењето да го видиме за секој работник, за секој човек. Да не зборам за администрацијата. Ништо не работи, само јади и троши. Исто и другие што има по фабричи јавамо намо истото го прават. И бараме стандард и никој не ни дава. Сами треба се да сучиме, да изградиме државата, да имаме, а ние сме малце народ, убава држава, убава земја, све она, ама кој води државата? Рамите, плячкашите. Па знаете ли колку пари се изнесени надвор? Па тие пари да се тука има за сите. И знаете како што се работи, ево оној од Битола го пуштиле преку граница доди, да средува работа тамо, да ги парите што ги изнесе да може да ги покријат. То ли е држава? То ли е работа? Тука е проблемот кај нас. Благодарам. Добар ден. Добар ден, Зоки. Добар ден, повелете. Се слушаме, така? Одлично се слушаме. Вака, уште од почеток на дебатните емисии, кои овие дебатни емисии настана од времето уште на Груевски. И скоро сите медиуми имаат дебатни емисии. Ја укажував на дефектите на ВМРО, на СДС, сега исто на ВМРО. Ама граѓаните беа поделени, кој сега што се поделени. Ете, тој битолчанецот више не се слуша да му се смеви. Нешто што не можеш да оправдаш, не го оправдај бе човече. Ја увек сум гледал добро да му биде на народот. Ја не сум патриот, него патриот за народот. А они се партиски и од таму го црпат нивниот доход. Дали имаат внуци, дали синови, вработено, и од таму се еволуваат од нивни интерес. И државава се гледаше дека по овакво партизацијата што настана од времето уште на Бранко, не приватизацијата, него партизацијата на Бранко Црвенковски, после Љупчо Георгиевски, се гледаше дека готова е више државата. Не испраќа дека експерти, приве, од Холандија, од кај не, ни укажуваа, ама не ги прифатите тие нивни совети. И сега више и касно е. Ја, као пензионер, Зоки, стварно се плашам дали пензија ќе земам утре. Сега, како стојат работите? Ние македонците имаме у банките 11 милиарди, а должни сме негде 6 милиарди. Значи, имаме негде 5 милиарди. Колку Роналдо и Меси за овакво. Колку Роналдо и Меси, ништо пари немаме. Благодарам. Добар ден, повелете, господине. Да, добар ден. Добар ден, повелете. Па видете, ја и Мицковски на ова Евростарт од лани ништо не му веруваме. Требаше од оваа година, пошто јас го слушав и Мицковски, како рече сме биле најдобри по економија, а со тоа сме имале најголем број туристи. Знаеш, со туристите они не опоравиле и сме биле најдобри. А сме морале од Манаф да позајмуваме таму, не знам, некои пари за да си врачаме, не знам што е таму. А јас имам една статистика овде кај мене, Зоки. У Европа просечни бруто плати на работници. Значи, од 27 држави, ние сме на последно место. Значи, со Косово делиме од 500 до 800 евра. А овде као бивша Југославија, да речам, што се? Значи, прва е Словенија, негде околу 1500 до 2100. Па Хрватска од 1200 до 1700, па Србија од 800 до 1200, Босна од 700 до 1100, Црна Гора од 700 до 1000 и ние, и Косово и Македонија од 500 до 800. И значи, ете, толку што сме имале, толку што сме биле јаки со економијата и како што го слушаме премиерот што ни кажува, значи статистиките што ни кажуваат какви сме. И сега кога ќе излезе на телевизија и ќе каже сме имале најефтино, да, најефтино, точно е. Ама замисли ти
еве на пример у Хрватска. Колку е? Може би евро и 70, тебе и 2 нека, или Словенија. Со 1100 колку може да земе литри нафта, колку можеме ние. За други работи да не збориме. Така да, јас највише му верувам на Мицковски и сега бевме трети, сега сме најаки со тоа што најголем број туристи сме имали и они не опоравиле. Убав ден Димо. Благодарам. Така, не е се до цените, тука и до платите, а и на тие анализи и податоци се базираат и она што го денеска кажа, односно соопшти од Евростарт, дека Македонија е со најнизок животен стандард во Европа, меѓутоа пак ќе повторам, тука не се работи за Европа како европско семејство, како Европска унија, туку за сите земји кои што се во рамки на Европа. Дори Босна и Херцеговина, Косово, Албанија, Србија, Црна Гора и Турција. Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до вас, до телевизијата и до сите слушатели. Благодарам. Не треба Зоки да ни каже некој, ние си знаеме по джепо и по најлончето колку го пазариме и со колку можеме да го издржиме месец. Така. За тоа толку. А друго, сакам да му објаснам на овие со тоа приватизацијата. Јас сум во години жена, живее во едно многу прекрасно време, сите што го плука, што мисла дека не чинеше. Сега, да спомниме, нашите сите фабрики, например, фрижидери, битолатекс, железари, текстилни сите фабрики, од кај ги снабдувавме, со кој бевме поврзани, фрижидери беше поврзан со Хрватска, со Загреб. Текстилните беа поврзани со Лесковац. Кога кладовне граници, нашите фабрики ги користеа за останатите суровини, материјали што беа во фабриките, дури имаше, се крпаваше некако, немаше плати да му дава, па му даваја во кербина, во храна, во било што. Зато треба првин да размислиме, после да знаеме, кога се клава граница, кога се затвора куќата, се знае за колку ни е моќта, како не се поврзан, ние се одделивме од едно семејство кој бевме поврзани. Со тоа семејство соработувавме, во тоа семејство сите живеевме, и дававме, и земавме, и од тоа сите плати, комунициравме цел народ. Друго, Зоки, многу ми е криво што народот го исподеливме, многу ми е криво што се замразивме еден со друг, а во ствари сите патиме, а сите имаме исто да купиме и сите исто да јавиме, а сите знаеме само да критикуваме. Многу ми е криво и по етничка цел, се и по се. Не сакам никој да вреđа, ама стварно се направивме за нигде. Благодарам и извини за како сгрешим. Благодарам. Добар ден, повелете. Добар ден. Ало, добар ден. Да, добар ден, се слушаме одлично, повелете. Благодарам. Па ја колку што читам овде тема е Македонија и податоците на Евростарт за Македонија ниту за Холандија, ниту за приватизацијата. Ама знаете, ако не се вратиме ние во минатото, па дури до античко време не може да помине мисијата. Се некој од порано ни е виновен. Па прочитате за која година, кажавте се, што приватизацијата законот го донесе Кјусев. Сега што нема среќа да го спроведат, па го спроведе Бранко, па они со фајдија, сега ако им е криво на овие од ВМРО, па тие Скопје 2014 го направија, па сега што да правиме? Еве сега се спремаат Скопје 2018 да го направат. И се така ќе си одиме ние, ама знаете, статистиката е релативна работа. Ама вистината не е релативна, ја гледаме со очи. Гледаме колку се цените во продавниците и што кажуваат граѓаните, со колку пари, колку производи може да купиме. Дај прочитајте на тоа свежо месо од маркетите, од каде доаѓа. Од Мадеин Холандија. Ама Холандија било должна, па што ми е гајле мене за Холандија? Ја да гледам македонецот да не е должен и македонската држава да оди напред. А Холандија нека си води ред, има таму политичари. Што има да ја спомнам Холандија, која нигде не е тема Холандија. Значи, ние сме некој чуден народ, се некој пред нас, се некој од другата страна на земјата ни е виновен. Наместо да кажеме ние сме си виновни. Па зошто не ставија да се направи ревизија на приватизација? СДСМ бараше во собрание. ВМРО некаше да гласа.
Па ваква приватизација таква, каква онаква, сите што се приватизираат тие фирми, сите граѓани станаа луѓе. Купива джипови, купива станови, барем децата им се обезбедени и отворија фирми и сите имаат мали стопанства. Јас имам двајца браќа што зеле пари од приватизација и станаа луѓе, господа станаа. А ние другиве што? И за тоа да гледаме реалноста, а не да гледаме што било нек. Така, истече времето. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Како бе, драга господјо, и ти не стана човек освен своите браќа? Како ти не зеде ништо од приватизацијата? Како ти не се сети да нешто чапниш, него тие се направиле луѓе во таа приватизација? Како другите републики ги задржаа своите фабрики, Словенија, Хрватска и станаа луѓе? Како кај нас 250.000 на улица останаа? Како ти од браќата делиш? Како ти нешто не искористил сето тоа? Како денес збораш, демек вчера некој не бил крив. Не е крив. Како твоите, објасни ни како твоите браќа од ништо станаа нешто. Како тие? Ето тоа објасни ни го. Како овие 250.000 по една рака апчина пие за да го поминат денот? Се сеќавате на тие работи, така? И сега најнаш сите барате. Да не се враќаме толку назад. Од кога да се враќаме? Од пред 2 години? Па како беше пред 2 години? Ајде објаснете како беше пред 2 години. Најбогати бевме, па дојде Мицкоски и најнаш станавме најсиромас. И затоа се случуваат овие работи, затоа што не сте реални. Холандија, што ти гајде демек за Холандија? Холандија е држава, како и да борџи, понатам може ќе и врати. Најнаш барате. Ајде сега, не вака по телевизија. Барајте избори. Барајте да се смени ова сето. Ама никој пат, вие кукате и плукате по ВМРО и по Мицкоски, ама не барате други избори. Ајде понудете вие што ќе кажете преку Филипче. Како еднаш во овие 2,5 години не рековте, ќе видите кога ќе дојде Филипче или Апасиев, како се ќе се промени. Вие страф од избори, така? Затоа што некој сака да нареди работите и да почнеме нешто наше да делиме. Не само од кредити. Делевме од кредити, вировме, ама тоа ви е гале. Дај ми ти мене пари, па ти како сакаш после враќај ги. Тоа е та шема од СФР, истата та шема. Но не е гале, ти тоа ни даваше, си земавме, па после кој ќе враќа, не ќе враќа. Та иста Југославија заврши со 25 милиарди. Благодарам. Добар ден. Добар ден, ако се слушаме. Да, се слушаме одлично, говорите малку погласно, се извинувам, да ве разберем. Па јас гласно зборувам. Так, добро. Па вака ќе ви кажам за задолжувањето што зборуваат, не сега, него општо. Видете, тоа задолжување, например, еве од овие, како да кажем, малку криминални групи, како што се Светска банка и ММФ, тие даваат пари на сиромашни држави, овие земаат за да опстанат. И тој дава и види, не можеш да му ги вратиш. И вели, добро, не можеш. Ајде сега, што имаш? Ретки минерали, руди, благородни метали, така натаму. Ти здрпне се што имаш и потоа ќе ти каже, па добро, сега немаш ништо, ајде сега ќе ми бидеш измеќар, ќе работиш за мене во фабрики за воздушно пернише, за ова, за она. И така ќе те колонизира. Што значи на нас тоа не ни е спас. Спас ни е обединување. А што зборуваат, Југославија пропаднала, имало и тогаш многу несогласување, не само за ова што зборуваат. Но тогаш имало економија и разликата во платите не била толку голема. Сега имаш плата 400 евра, 4.000 евра, 40.000 евра. И сега тоа 400 вика си, овој зема 40.000 евра, дај ќе си бегам од државата, што со него ќе седам тука. Значи, треба комунизам, треба обединување. Тука е спасот, а не овие партии, па тој доаѓа, се знае зашто доаѓа, да покраде и да си отиде. И партија. Благодарам, господине. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Да, значи, темата е во однос на тоа што го
објави престижниот Евростар дека Македонија е со најнизок животен стандард во Европа. Ова се податоци базирани практично за минатата година, за 2025 година. Тоа значи дека реалната потрошувачка пожител во земјава неколу половина од просекот на Европската унија, што го позиционира македонскиот животен стандард на последно место во споредбата со останатите земји на Европската унија, вклучувајќи ги тука се разбира Косово, Албанија, Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, како и Турција. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Се јавува еден гледач од Скопје. Так, повелете, господине. Пензионер. И да ви кажам право, јас сум гласал за СДС. Меѓутоа, овие 2 години, како дојде ВМРО на власт, видов живот. Не само ја, него и сите пензионери кои ќе седнеме да правиме муавет, видовме некој живот. Она што беше на СДС, срам да им е, никогаш за нив више повеќе нема да се гласа. Го направива народов сиромаштија, ги направива народов да идат по питачки стапови по ова по она. И да се разбереме една работа. Срамота е ако некој го напаѓа Мицковски. Што направи Мицковски за држава? Фала му многу од моја страна и од пензионерите сите, меѓутоа и од многу други. И да ви кажам дека, еве, сега утре нека има избори. СДС, дали ќе добие 2 пратеника или нема да добие, тоа е веројатно. Со овој председател на Филипч, па гледате што прави тој. Прави само против Македонија. Прати по државата. Се здружи со Дуи. Гледате Дуи што прави на пратенички прашања денеска. Блокира и ова и она искачаат, абе ќе се трепаат ако треба. Ќе дојде време кога ќе се вратат у планина горе, ќе речат ќе пукаме бе. Па гледате до кој не дотераат. Па срамота мајко му стара што ги слушам народиве, која ја слушам таа пред двајца овде што збореше. Таа кажувала дека мизерија сме биле последни, сме биле во Европа мие. По која легенда сме последни? Еве, гледате, сега се избира суди у судот. Чиви се тие? Се знае чиви се тие. Кој ги предлага? Таа што имала највише гласови не добива некој што е предложено тие што се нивните. Фала многу. Благодарам. Добар ден. Добар ден. Повелете, слободно говорете. Абе, видите, 2 пати се јави овој изолшанецот и се платење тој од ВМРО СПОН. Абе, остате партиите, нека претерат до крај и последниот гледаш што се јави. Абе, тоа е срамота, бе, срамота. Па, ВМРО СПМН соби од пензионерите класови и затоа денеска владе во Република Македонија. Се најубаво пријатно. Ви благодарам. Дали имаме време за уште еден гледач? Не, истече времето. Тоа е се за оваа денешна контактна емисија Очи во очи, каде што зборувавме за животниот стандард на македонските граѓани, апропо тоа што го објави престижниот Евростар, дека Македонија е со најнизок животен стандард во Европа. Јас сум Зоран Димовски, останете во добро здравје на фреквенцијата на телевизија 24, а за 10 минути следува првиот дневник кој што го подготви нашата екипа. Пријатно.